Во пресрет на Денот на жената. 8 март секоја година се слави, меѓутоа дали и останатите денови од една година е доволно почитувана и вреднувана жената? Со какви се предизвици се соочува една жена на своето работно место или во својот приватен живот и во македонското општество? Па, за жал, не можам да кажам дека има некои подобрување во однос на тоа со што се соочува жената и како тоа е вреднувана жената во општеството општо, дали на работното место, дали од страна на институции, дали од страна на држава. Она што Стефанија го кажа, дали е доволно платена за да се грижи за едно семејство, бидејќи очекуваме дека жената е столбот на едно семејство и слично. Дали е доволно да се каже случувањата со насилствата врз жените? Морам и тоа да го потенцирам, бидејќи на крајот од денот ние сме Сдружение за работнички права, меѓутоа јас сум и активистка. Така да жена сум и ова што се случува во изминатиот период ме плаши дека се уназадува положбата на жената во општеството. Не само на работното место. Пријавите кои што ги добиваме како синдикат, како здружение, укажуваат на тоа дека продолжуваат кршењето на работничките права, особено на жените, особено на мајките, особено на бремените жени. Дали поради политички притисоци, дали е тоа поради бременост, дали е тоа поради користење на боледување за дете, за неа, како и да е. Меѓутоа, ме плаши ова состојба. Како да ги охрабриме жените за да пријавуваат вакви случаи? Не само семејно насилство, туку и кршење на работничките права. Па, тие пријавуваат, меѓутоа колку институциите се тука оние кои што тоа го зимаат за сериозно. Еве да кажам дека минатата година, оваа година имаме затварање на фирми, жени остануваат по 3-4 плати, онака не им се исплаќаат, ниту придонеси им се исплаќаат, меѓутоа државата едноставно со нејзините институции кои што повторно се платени од нас граѓаните, мислам дека не доволно прават во однос на заштита на сопствените работници и работнички на сопствените граѓани, меѓутоа и на заштита на буџетот. Повторно ќе речам, социјалните придонеси, даноците кои што се неплатени при овие случаи, тоа се пари кои што треба да се влеат во државата, така да мислам дека институциите општо и за работничките права и за човековите права, меѓутоа и за последните случувања, мислам дека институциите затајуваат. Не мислам, него сум сигурна. И мислам дека 21 век е, не, за мене ми е поразително како активистка која што работи на оваа тема. Мислам дека е неуспех наш, меѓутоа неуспех и на цело општество, на цела држава да слушаме во 21 век ова што се случува. Што говори искуството на гласен текстилец во текот на изминатата година? Еве, имаме ли повторно зголемување или пак можеби намалување на избркани бремени работнички? Не, напротив, имаме сега и отпуштање поради синдикално организирање на работнички, имаме повторно отпуштање поради бременост, имаме повторно отпуштање поради користење на боледување, односно нега на дете. Тоа беа случаи кои што беа изработени или се работат пред институциите, конкретно Комисијата за заштита и спречување од дискриминација, меѓутоа судските постапки и бројката која што имаме на пријави не укажува на тоа дека работниците веќе се плашат да пријавуваат, туку укажува она што го водиме како датабаза, мораме да водиме што се случува со секој случај, гледаме дека имаме потврлање сериозни од институциите и државата во овој дел. Бидејќи вие ако ставите дециден закон каде што забранувате бремена жена да остане без работа, мајка на мало дете, работничка да остане без работа, мислам дека тоа нема да се случува и нема да ги водиме овие постапки. Вие ако ставите стрикно дека не може секој да дојде од Германија или од не знам кај да отвори фирма тука, да земе под кирија машини за шиење во конкретниот случај или објект и да ги остави работниците без некој плати и вие како институции воопшто да не работите на тоа, него да чекате гласен текстилец да ви донесе документација, па вие ќе видите дали ќе работите на тоа или не. Мислам дека укажува на тоа дека ние правиме се како организација, како синдикат, конкретно гласен синдикат, меѓутоа не гледам фидбек од институциите, што е, пак ја кажам, поразително. Сосема за крај, порака до и после 8 марта до сите оние жени кои што се во нашата држава? Да ги охрабрам да пријавуваат секаков вид на насилство, секаков вид на прекршување на нивните права, дали е на работен однос, дали е дома во семеја, било каде.
да се обраќаат до граѓанските организации, бидејќи имаме капацитети да се бориме против ваквите, да кажам, појави, девијантни за 21 век. И мислам дека со наша поддршка работите ќе одат многу полесно, бидејќи сепак имаме некакви механизми, колку и да се мали и големи и слично, меѓутоа имаме повеќе механизми отколку сами да се борат. Тие можеме да се бориме заедно. Така да не мислам дека е среќен овој 8 март и токму затоа и денешнава средба да разговараме за да размениме искуства и да видиме накај да се насочиме како организација.